почитувани сограѓани. Бранот поскапување кој локалните јавни предпријатија им го сервираа на граѓаните на Прилеп зема се поголем замав. Исто како Комуналец и јавното предпријатие за просторни урбанистички планови, од 1 октомври и водовод и канализација ги зголемува цените на своите услуги. Поскапува водата за пиење, надоместокот за прочистување на отпадните води и за собирање и одведување на урбаните отпадни води, а се зголемува и надоместокот за одржување на водомерите. При тоа новите цени за физичките и за правните лица ќе важат само 3 месеци, а веќе од 1 јануари 2023 година следува ново поскапување на сите услуги кои ги нуди јавното предпријатие. ВМРО ДПМН успеа да го упропасти единственото јавно предпријатие кое со години успешно функционираше со постоечките цени, без субвенции од општинскиот буџет. Со отворање измислени и непотребни работни места за вдомување на актуелните функционери на ВМРО ДПМН и со унапредување на веќе вработени партиски војници, чии плати патем речено се движат помеѓу 800 и 1000 евра, директорот Голобовски го доведе предпријатието на работна рентабилност. И покрај вработувањето на голем број така наречени советници за најразновидни измислени работни позиции, истите не успеа да обезбедат елементарен капацитет за менаџирање на предпријатието. Тие го посоветуваа директорот да го стави партискиот интерес пред интересот на граѓаните, па спасот за водовод и канализација Голобовски го побара во драстично зголемување на цените на услугите. На секој од седниците на Општинскиот совет, голем број советници алармираат за вработувањата на несоодветни наместо стручни лица во општината и јавните предпријатија. Меѓутоа, она што во овој случај не смее да се заборави дека поскапувањето на водата истовремено е најголемата изборна лага на оваа општинска администрација. Имено во изборната програма на градоначалникот Борче Овчевски, во делот посветен на комуналната и водоводната мрежа, пишува: ќе направиме услови да ги намалиме сметките за вода и канализација кои ги добиваат граѓаните на Прилеп. Реално, остварливо. Наместо ветеното намалување, градоначалникот ги почести прилепчани со повисоки сметки, кои представуваат сериозен удар врз семејниот буџет на граѓаните, но и врз работата на стопанските субјекти. Доколку и понатаму ги оптоваруваат стопанските субјекти со дополнителни давачки, постои опасност граѓаните да почнат да губат дел од своите работни места во приватниот сектор. Да подсетиме, во период од 2 години на ковид криза, претходната општинска администрација ова предпријатие го предаде со добивка. За да го задржи своето достоинство, го повикуваме директорот Игор Голобовски да поднесе оставка од својата позиција и воедно, во седницата на Општинскиот совет да ја повлече точката за зголемување на цените на услугите на водовод и канализација. На тој начин ќе докаже дека сепак граѓаните му значат повеќе од колку партијата. Ви благодарам.